30% од студентите на Универзитетот на Југоисточна Европа студираат на англиски јазик. Тоа според ректорот Замир Дика е еден од показателите за успехот на овој универзитет и следењето на меѓународните стандарди во образованието. Успеавме, значи, овие 12 години да покажеме дека сепак глобализацијата не е еден феномен кој сема треба да го следиме, туку ако навистина сме отворени и соработуваме и ги прифаќаме тие меѓународни стандарди, можеме и ние да креираме вредности кои се компаративни со овие меѓународни вредности. И во тој контекст и во моето обраќање, земајќи во обзир трендовите за развој на Европската унија преку Европската комисија и фондовите кои се со трилиони евра се набројуваат, беше една порака до сите универзитети и институции, не само во Македонија, туку и регионот, дека не треба да настапиме поединечно, туку треба сите ресурси кои ги имаме на располагање да ги содружиме и да бидеме конкурентни и компетитивни за да градиме една европска Македонија и регион. За министерот за образование Спиро Ристовски, универзитетот има особен придонес во научно-истражувачката дејност во земјава. Според Шангајската листа, тој беше рангиран на второто место кај нас, што зборува за квалитетот на студиите кои се по сите светски стандарди. Станува збор за универзитет во кој што е формиран првиот технолошки парк во Република Македонија, универзитет кој што развива и исклучително инвестира во научно-истражувачката дејност и продуцира секоја година се поквалитетен и поквалитетен кадар. За поздравување податокот кој што говори дека последната година 30% од студентите кои што се запишале на овој универзитет избрале да студираат на англиски јазик, податок со кој што секој универзитет во светот би сакал да се соочи и да се гордее. Овој универзитет го има тоа како можност. Јас уште еднаш честитам и верувам во успехот и на студентите и на управата на овој универзитет во иднина. Градоначалникот на Тетово, Теута Арифи, била еден од членовите на иницијативниот одбор за формирање на универзитетот. 12 години апсолутно биле потрошени во однос на давање на придонес за науката и знаењето. Типичен поради фактот дека е универзитет формиран со идејата заедно да студираат студенти од разни националности, но да најдат што повеќе елементи кои ги спојуваат, и мислам дека таа беше филозофијата и на Макс ван дер Штул кога го создававме универзитетот, и денеска сум сосема задоволна со работата, но и со соработката како општина што ја имаме со овој универзитет и со државниот универзитет во Тетово, затоа што мислам дека овие се главните компоненти за развој на градот Тетово. Pro titolo doctoris honoris causa est Academus Francesco Altimari. Титулата почесен доктор на науки му беше доделена на професорот Франческо Алтимари од Универзитетот во Калабрија, Италија, како еден од најпознатите научни работници од областа на лингвистиката.